Нова недела, нови случувања и нови теми за разговор. Во последното издание на Ишто го искоментиравме повлекувањето на премиерот Мицковски од понудата за предвремени избори. Не знам дали сте сигурни дали сакате да одиме на избори. Ако сакате додиме. Ако сакате додиме. Заедно со локалните да направиме едни парламентарни па додиме. Се разбира дека оваа влада има 4 годишен мандат. Јас тоа што го имав да го кажам, го кажав. Целта беше да излезат на површина сите оние лажни лица. Тогаш не разбравме зошто имаше таква драстична промена во ставот. Ама за среќа премиерот ни разјасни во следната изјава. За предвремени парламентарни за идната година вашиот став останува исто или? Па не, видете сега, јас тоа сум го кажал и повторил многу пат. Граѓаните не сакаат предвремени парламентарни избори, тоа е јасно. Дури има и такви минувачи што на улица ме среќаваат, што самите кажуваат дека повторно вас ќе ве гласаме, зошто да трошиме пари. Да, народот рипна од своите столчиња во ваша одбрана. Кој вика дека Мицковски не го слуша народот? Со овој неопислив бран на оптимизам, кој би сакал предвремени? Оптимизмот се гледа и кај премиерот, освен кога не се гледа. Темата е малце комплицирана, па и да пробаме заедно да дешифрираме. Како сте вие оптимист, ако официјалните изјави доаѓаат од Брисел велат дека сепак Македонија треба да ја заврши домашната работа? Па, дозволете да бидам поголем оптимист од вас. Убеден сум дека по периодот кој што следи, конечно, после 2,5 децении, патот на Македонија до полноправно членство во рамките на Европската унија ќе биде широко отворен. И не велам дека со голема сигурност ќе го убедам светот. Разговорите кои што се водеа во Берлин ме прават многу поголем оптимиста од тоа што бев претходно. Не сум сигурен дали ќе успееме. Иако даваме се од себе. После овој состанок на Европската политичка заедница овдека во Будипешта, сум уште повеќе оптимист дека мора да не биде и ќе не биде. Мислам дека ова можеме да го дефинираме како ново гледиште на светот, чиј основач се разбира е премиерот Мицковски, наречено песи оптимизам или опти-песимизам. Ке го оставиме премиерот да одлучи. Ако се чудите што подразбира тоа, да ви помогнеме. Оваа нова појава се дефинира со еден прост пример. Доколку застанете пред огледало, се погледнете во очи и си го кажете следното. Па да му оставиме време на времето и времето ќе го даде одговорот дали сум бил оправдан оптимист или вие сте биле оправдан песимист. Тогаш сте прав опти-песимист. Сега, од опти-песимизмот на Мицковски да се префрлиме на песимизмот на министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски. Покажавме дека можеме да откриеме сторители на убиство дури за час и половина до 2. Убиства имало и ќе има, бомби фрлање имало и ќе има. Прашањето е како државата и институциите соодветно ќе одговорат. Не сум сигурен дека добро го слушнавме. Да слушнеме повторно. Убиства имало и ќе има, бомби фрлање имало и ќе има. Добро министре, како мислите дека ќе се чувствува народот после оваа изјава? Убиства имало и ќе има. Фрлање бомби имало и ќе има. Да, една од вашите должности е да ги донесете сите криминалци пред лицето на правдата. Ама примарна ваша задача е превенцијата. Да превенирате злодела, зашто на крај, дали правдата ќе се спроведе и ќе се пронајдат сторителите на злоделото или не, човечкиот живот не се враќа со правда. Правдата може да биде само утеха за тие што останале овде. Земете пример од председателот на Ел Салвадор, Наиб Букеле. Тој во 2023 година спроведе акција каде што систематски ги приведе повеќето криминалци и мафијаши од својата држава. Наполни безброј затворски келии со тие што представуваат опасност за граѓаните. Ова е пример за акција, ова е превенција. Доколку ги чекал сите од нив да извршат по едно убиство или да фрлат по една бомба пред да ги пронајде да ги опси, пола од државата ќе му беше избришена од мапата. Акцијата можеби е контроверзна, но ефектот во Ел Салвадор се гледа. Но барем се пофаливте дека можете да трагате по криминалци. Неодамна премиерот излези и кажа дека имало обид да биде подкупен. За коридорот 8, секцијата 3 имаше обид за да ми биде понуден подкуп. До сега сигурно е најден сторителот, превземени се мерки и сега лежи затвор. Така? Докаде е истрагата поврзана со обидот за подкуп на премиерот? Благодарам на прашањето. Во овој момент не би можел да додадам фазлото на кое што до сега е изнесено во рамки на јавноста. Благодарам. Не можете да коментирате или нема на што да коментирате. Како и да е, убиства имало и ќе има, бомби имало и ќе има и подкуп на највисокото ниво на државата имало и ќе има. Вие што викате, министре? Одговорот е многу едноставен. Шием ти га ѓуро. Во минатата епизода од Ишто зборевме за променетиот став за коридор 8 на премиерот Мицковски. Ние отворивме најмалку 10 дилеми кои што се поврзани со овој договор, за кои што сметаме дека се криминални. Поголем криминал од времето на транзицијата. За нас ова представува значаен момент. Денеска конечно може да се види нешто кое што треба да представува дел од оној сон кој што го имаме како влада. И сега ова веќе не е магија, ова не е илузија. Ова е вистина. Сега има и нова изјава на темата.
Проектот за коридорот 10Д, на почетокот имавме дилема кој пат да го фатиме. Првиот пат беше да излеземе од тој проект, а со тоа да македонските граѓани плаќаат стотици милиони евра пенали поради катастрофалниот договор што го прифатила претходната влада, или второто беше да работиме, да го забрзаме процесот и тој што побрзо да се реализира. Ние одлучивме второто да го правиме. Значи сепак договорот е катастрофален, а и веројатно криминален. А вие го прифативте без никакви промени. А на последните пресуди вие кажавте дека тоа е ваш сон. Дали ова одлика на опти песимизмот? Не сме сигурни. Нешто во кое што сме многу сигурни е дека историјата се повторува. Да слушнеме министерката за образование што вели. Во овој момент, освен учебници за странски јазици, ги има сите предвидени учебници и за сите оделенија. Нема да има учебници за странски јазици. Жив е јазикот, знаете, децата и од сериите почнуваат да го учат. Поентата е да разбираат и да зборуваат, не да учат граматика на страниот за нив јазик, именки, заменки и така натаму. Сметам дека тоа нема да биде никаков проблем. Ги имаме сите учебници, освен овој, а можеби и тој. Ама нема проблем. Следните генерации ќе учат од телевизија и на крај кога ќе стигнат до функционерски позиции ќе вадат лажни TOEFL дипломи од Бугарија, Интелигенција или intelligence. и ќе не брукаат во странство. In our preambula, we are that like constitution is descriptive part. There was always talk that came from abroad without walk. So the liver was missing. Frustration increased and growth. We've been betrayed. We've been betrayed. They feel being betrayed. We are a small nation with small impact, but for us it's very important. Europe and USA nation should approach harmonization. No one can understand us. No one can understand us. Сметам дека тоа нема да биде никаков проблем. Повторно немаме учебници, што ве прави вас неспособна и незаслужена од функцијата министер за образование. А буџет за учебниците нема зашто владата прави криминални сделки со Бехтел Јенка. Малце строго од наша страна. Не, министерке, ова се ваши зборови. Или барем беа. Министер за образование, кој не може да обезбеди средства за да испечати книга, треба веднаш да си даде оставка и нормално дека нема пари за учебници, бидејќи ги потрошија на корумпирани сделки како што е Бехтел Јенка. Учебници немаме, катастрофален договор со Бехтел Јенка имаме. Власта како и секогаш личи незаинтересирана за доброто на граѓаните, а министерот за внатрешни работи потврдува дека има убиства и бомби. И врз сето тоа, премиерот се извинува дека соопштенијата за сите овие несреќни случувања не се достапни на албански јазик. Премиерот и некои министерства не го почитуваат законот за употреба на јазиците, особено во веб страниците и во соопштенијата. Дали имате препорака до тие министри? Па не треба да се почитува секој закон. Законите се за тоа да се почитува. Законот мора да се почитува, но треба да се зголемат капацитетите и во фаза сме на вработување на луѓе кои што ќе испорачуваат до медиумите. А кој беше вашиот став пред да стигнете на власт? Парламентарното мнозинство предводено од СДСМ вчера донесе неуставен закон за двојазичност со кој се деградира употребата на македонскиот јазик. Законот за двојазичност, ваков каков што е, не смее да стапи на сила. Противуставен, непремилив закон за употреба на јазиците. Понатамошен коментар од наша страна би било излишно. Ке искористиме коментар на председателката Гордана Слијановска-Давкова. Па како да стана премиерот реалист, иначе воопшто не ме чудат разликите во изјавите, од јас многу одобно реков дека профилот на нашиот премиер со 3 збора може да се дефинира како кажувам, заборавам, негирам. Не, ова не е за Мицкоски. Ова беше коментар за поранешниот премиер, но според нашите скромни толкувања, коментарот е апликативен и денес. Со една мала промена. Тој не е реалист, тој е опти песимист. Кога сме кај председателката, таа повторно имаше средба со колегата Румен Радев. Дали се донесе знамето на склапање? Дали повторно имаше инциденти? Токму напротив, средбата помина глатко, а можеби и прегладко. И јас се радувам председателе и жал ми е што не чуја што зборува во Софија, тоа што инаку ќе резонира. Председателке, малце сте омекнале. Што ли кажал Радев на вашиот разговор што дотолку ве магепсало? Да погледнеме една споредба на вашите ставови. Многу ме чуди каде е председателот на државата. И јас се радувам председателе и жал ми е што не чуја што зборува во Софија, тоа што инаку ќе резонира. Можеби ако нешто може да научиме од соседите е тоа. Како се гради политика. Ако таа се гради институционално, а не персонално, тој пат треба да го следиме. Силна институција, добра политика. Персонална политика, слаби институции, лоша позиција во преговорите.
Во Бугарија чинам се е менливо освен вие. Вие сте најстабилниот елемент во државата и мислам дека сте вистински твојот разговор. Тоа не го кажувам само јас, тоа го чув и од други наши колеги. Како во животот, како во пријателството, како во бракот, ако немате наспроти себе доблесен човек, политичар, тогаш секоја ваша одстапка, компромис, тој ќе го третира како слабост. И тогаш барањата немаат крај. Побрзо да падне границата. Границата ще падне побрзо, когато Северна Македонија час поскоро стане член на Европейския съюз. И всички чакаме. Знаете, че България винаги е помага. Се согласувам, најважното е народите да ни комуницираат. Однесувањето на Бугарија кон нас е надвор од европските вредности. Ги крши европските вредности. Тоа е гол факт. Иако се личи тмурно и безнадеж, не е тоа така. Кочанчани континуирано покажуваат дека кога народот ќе се соедини, нема жива сила што може да го победи. Без разлика на тоа што врне снег. Тие повторно на минусните температури се борат за своето право на чист воздух. Ова е вистински позитивен пример. Ова е борба за правда. Ова е вистинското лице на демократијата, но над се друго ова е непокор. Tego камионо Ивка Транс, некој си цивилно возило што иде нагоре да изфрла ѓубре, напунено е ѓубре, ово Ивка Транс е виничка некоја си фирма и е пун со ѓубре. Колку има ѓубре? Ово ли е ѓубре ново? Брат, Има ли нешто друго камион? значи ово е многу ѓубре. Ајде право дома го носи, ајде. Така, ајде назад. Ајде назад, молим лепо. Земете пример, народе. Вака личи борба за правда. Се додека сите не се освестиме како што се освестиле граѓаните на Кочани, нема спас за нас. Ако продолжиме со Убиства имало и има, бомби фрлање имало и има. И добри, ти што? Во Бугарија чинам се е менливо освен вие. И добри, ти што? Историски криминални. И добри, ти што? Нема да има учебници за странски јазици. И добри, ти што? Законот мора да се почитува. И добри, ти што? е баш тоа и што нас ќе не уништи.